Македонија не се откажува од изградба на целосно нов универзитетски клинички центар. Инвестициите, планирани со договорот за стратешко партнерство со Обединетото кралство, предвидуваат завршување на болниците во Штип, Тетово и Кичево, а потоа и на целосно нов објект за она што треба да биде врвна здравствена установа во државата. Завршување на клиничката болница во Штип, која што е прекината од претходната влада на СДСМ и ДУИ, потоа нова зграда за медицинскиот факултет заедно со студентски дом и 200 легла и исто така реконструкција на клиничката болница во Тетово. Доколку ова све го заокружиме и биде успешно, тогаш е веќе втората фаза изградба на клиничкиот центар во Скопје, кој што ќе биде замена за актуелниот клинички центар, а во меѓувреме актуелниот клинички центар ќе се реновира и реконструира во рамките на можностите на фондот и министерство. Премиерот Мицкоски не кажа прецизни детали за тоа на која локација би се градел новиот клинички, но потсети дека претходно постоеле повеќе идеи во близина на Бардовци, на излезот од Скопје во Ѓорче Петров или на просторот на касарната Илиндан. Имаше многу идеи, но резултатот од тие идеи е немаме нов клинички центар кој што сега требаше да биде готов и најверојатно околу, од сега да не шпекулирам во јавноста за да не влие тоа во процесот на арбитража, но ќе треба граѓаните да плаќаат преку буџетот оштета затоа што некој министер и некој тогашен премиер се однесувале неодговорно. Изминатите 8 години се сменија 6 министри за здравство, имаше 6 локации во игра и 6 фирми изведувачи, но наместо нов клинички центар, претходната влада ја остави Македонија со обврска за да плаќа пенали за она што требаше само да го спроведе. За сега од сите најави и ветувања резултатот е еден: 8,5 милиони евра кои треба да и се платат на италијанската компанија, зашто екс-министерот за здравство Венко Филипчи го раскина договорот подпишан од неговиот претходник Никола Тодоров. Од 2009 година до сега на сите министри за здравство приоритет им беше нов клинички комплекс, но никој не удари темели. Додека граѓаните го чекаат тој момент, во поголем број клиники имаше и има реновирање за да можат да даваат соодветни услуги.